Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Наташа Мерсовска, а вие ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска директорот на јавното предпријатие Македонски шуми Жарко Караџовски. Добар ден, господине Караџовски, ви благодарам што ја прифативте поканата за гостување во Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја ви благодарам на поканата. Моето прво прашање до вас е дали ќе има огревни дрва за предстојната зимска сезона? Значи, како и сите грени сезони, така и ова грена сезона ќе се донесат и ќе се испорачат доволно број на огревно дрво за да сите граѓани бидат снабдени. Нашата основна цел е да нема неснабден граѓанин и ние работиме континуирано во правец на тоа да секој еден граѓанин кој што има интерес и поборување го снабдиме. Значи, дали тоа ќе биде порано или покасно, но битно е да ги добија заслужените дрва. А кај колку домаќинства се испорачани и уште колку треба да се снабдат? Значи, вака, постои една бројка која е според Заводот за статистика извадена као бројка врз основа на оние званични податоци кои што ние ги достуваме годишно. Не само ние како Македонски шуми, бидејќи не сме сами ние на пазарот за продажба, туку учествуваат и приватни складови, приватни шуми, така национални паркови, дрва од увоз и така натаму. Значи, според таа проценка ланска година беа отприлика околу 135.000 домаќинства. Ова година мора да потенцирам дека таа бројка е поголема, се движи некаде околу 150.000 домаќинства, бидејќи има зголемен интерес и зголемено поборување за снабдување со огревно дрво и тоа од година во година расте. Ние како Македонски шуми во таа бројка учествуваме со висок процент, бидејќи сме на најголемите снабдуватели на пазарот. Во овој момент кога сега разговарам со вас, значи останаа уште околу 1500 и нешто семејства или тука некаде околу 10 до 13.000 метри кубни, што не представува некоја голема количина која што може да се испорача и заврши за најмногу 10 дена. Кога зборувам за оваа количина, мислам на онаа продажба која е врз основа кај нас со склучени договори, со извршени уплати, бидејќи тоа ние го евидентираме и тоа ни представува обврска за да го испорачаме. Значи, во договори влегуваат сите оние здруженија на пензионери, синдикати, државни институции, здравствени домови, училишта, се она што на некој начин представува јавен интерес, заради кој што има и потребата работа и која ни е приоритет при снабдувањето. Исто така, тука спаѓаат и физички лица кои извршили уплати по разни основи, кои на рати, кои одма. Значи, кога зборувам за уште количина 1500 домаќинства, зборувам за таа количина. И можам да најавам слободно дека после испораката, значи после овие 10 на дена или од некаде од кај 1 декември, ние ќе имаме доволно количини кои што ќе ги пуштиме по нашите складови слободно на пазарот, за да секој онај кој што било на кој начин не се снабдил или па сака да докупи одредена количина, да тоа може да направи слободно на нашите складови. Споменавте дека од година во година се зголемува процентот на зголемена побарувачка на огревно дрво. Колку изнесува, за колку е зголемено и на што се должи тоа? Значи, ние според нашата анализа ова година за Македонски шуми, значи кон Македонски шуми, бројот е околу 30% зголемен во однос на лани. Значи, или претворено во бројки, значи ние заклучно некаде со октомври, правена анализата заклучно со октомври, веќе е околу 50-55.000 метри кубни дрвна маса е испорачана повеќе до граѓаните во однос на ланска година. Која е причината? Значи, прва, според мене, и според тие анализи кои ние ги правиме, прва причина е тоа што ние континуирано, како Македонски шуми, веќе 7 година, имаме една иста цена која е непроменета во однос на сите други енергенси кои се користат за топлотна енергија. Значи, таа цена е дефинитивно стимулативна за најголем дел од граѓаните да се преориентираат, чак и оние кои не се грееле на дрво, да се греат со огревно дрво. Значи, таа цена е ефтина во смисла на тоа да прави најмал трошок во смисла која треба да се одвојат средства за грејење. Правена е одредена анализа од званични институции. Значи, за едно семејство кое грее по просек 60 метра квадратни стан, кога би се греело со огревно дрво и кога би се греело со струја која е втора по ред. Што покажуваат тие пресметки? Тие покажуваат дека за период од 6 месеци заштедата е најмалку 15.000 денари, што не е мала износ. Значи, тоа е едната од причините.
која од година во година ги стимулира граѓаните и затоа бројот расте. Второ, за жал е тоа што ние немаме алтернативни други, како држава да понудиме други енергенси кои што би биле конкурентни на огромното дрво, како што е гасот, како што се некои други начини на грејење, како што да речеме ги има Запад Европа, грејење по пат на пелети, брикети и така натаму, отпадок кој се користи од дрвото, кој што во една поголема понуда на пазарот може да биде и поефикасна и поекономична. И заради тоа што сепак сме во една како јавно предпријатие, затоа и постоиме да излеземе на граѓаните во пресред. Значи мораме да излеземе во пресред сепак на оние социјални категории кои во најголем дел користат огромно дрво, па и здруженија на пензионери и така натаму, кои што традиционално се научени да користат огромно дрво. Сите фактори кои ќе ставиме, доаѓаме до таа констатација дека сепак огромното дрво е најзастапено на пазарот. Колку изнесува цената за метар кубен дрва? Значи цената за метар кубен дрва изнесува 2370 денари за буково дрво и 2450 за дабово дрво. Тоа е цена на склад или со се превоз доколку се однесе до крајниот корисник до дома. Таа цена се зголемува за 150 денари од кубик, просек би дошло од 2500 со 2600 денари. Како се справувате со дивата сеча? Па вака се, значи ланска година и ова година има огромна разлика. Значи ланска година македонски шуми, можам да кажам слободно дека буквално немавме никаков притисок, нити пак проблеми во делот на снабдувањето со огромно дрво, бидејќи имаше огромна количина на огромни дрва кои потекнуваат од дива сеча. Според Државниот инспекторат за шумарство и ловство, таа бројка се движеше до 310.000 метри кубни. Бројка која што беше присутна на пазарот, која доаѓаше до крајниот купувач, односно до крајниот граѓанин, до граѓанинот. Таа дури цена која се нудеше на толкава голема количина беше цена која беше под нашата која сега ја кажав. Што нормално ги стимулираше граѓаните да купуваат и поевтино дрво. Бројката сега, ако анализираме во однос на колку сега оваа година се јавија купувачи во македонски шуми и зошто се јавија во македонски шуми, упатува дека сега оваа цена е нашата која ја нудиме како нормално легална и званична цена, најевтина на пазарот, што упатува директно на тоа дека се во голем процент намалени присуството на дрвна маса која потекнува од кражби. Според одредени извештаи кои што ги имаме добиени од званичните институции, значи од шумска полиција, инспекторат и така натаму, значи таа бројка е некаде намалена во однос на лани за минимум 60%, а оди до 70%, и која е последица зашто нормално се јави во еден период и недостаток или оној притисок особено кон македонски шуми. Значи тоа упатува дека сепак политиките кои што ги спроведе владата, во кој што директно учествувавме и ние, доведе до знатно намалување на кражбите, кое што е во секој случај корисно, затоа што основна и битна работа е да биодиверзитет на шумите го зачуваме. Односно, просто кажано да шумите ги зачуваме, затоа што се друго неконтролирано ќе не одведи во правец каде што со не е многу долг период на години можеме да изгубиме и шумата, а со тоа го губиме и здравието. Така, имате ли доволно инспектори на терен? Значи, теренот го контролираат повеќе институции. Една е Државниот инспекторат, втора е шумската полиција, трета е редовната полиција, четврти сме ние, како македонски шуми, со нашата шумочуварска служба, која што ги чуваме шумите во реоните, значи реонско ја чуваме во самите шуми, и сите со своите надлежности што ги имаме, придонесуваме да таа заштита биде ефективна. Мора да потенцирам дека главната заслуга зашто оваа година се намали процентот на кражбите затоа што се направи одредени законски измени, се направи измени во одредени правилници, се воведе ред во многу фази, значи и во фази на производство, но и во продажба, се воведоа лиценци каде што се утврдија кој се може да стопанисува со шуми, како тоа да го обавува. Така да сето тоа кога ќе го сублимираме и кога ќе ставиме на заклучок, се гледа на теренот. Значи резултатот се постигна. Самите граѓани се разбуди свеста, затоа што голем дел можеби од неинформираност, можеби поведени од ефтината цена,
нели често купуваа крадени дрва, меѓутоа оваа година и самите граѓани избегнуваат да купуваат огрено дрво кое не е жигосно, односно кое потекнува од кражби, бидејќи со тоа се доведува во опасност да плати казна за тоа и да му бидат одземени. Радио Слободна Македонија. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки Жарко Караџовски, директор на јавното предпријатие Македонски шуми. Зборувавме во предходниот дел за дивата сеча. Господине Караџовски, колку казни се поднесени против дивите сечачи? Значи, искрено не можам да кажам точна бројка, бидејќи за да се дојде до казни, значи ги наброев претходно кои се институции учествуваат во заштитата, во исто време како е штита, така и поднесуваат пријави. Значи, ние како шумочуварска служба, шумска полиција, редовна полиција и така нато. Знам дека има доволно и добар број на пријави кои што се процесират. Мора да потенцирам една работа која што е многу суштинска и битна за сето на што претходно го зборав во делот на намалувањето на кражбите, е тоа што голем ефект направи акцијата Гора, која почна ланска година некаде во јули месец и се уште трае, од која што ефектите ги гледаме сега. Значи не само во намалување на кражбите, туку и во процесирање на кривичните пријави и така натаму и прекршоци кои што веќе се присутни во судската разврска, каде што и се детектира и виде проблем. Ефектот од тоа е двоен. Значи, од една страна, сите оние кои се огрешили од законот си го најдуваат местото каде што му е, а од друга страна, ефектот е на оние што веќе директно му се укажа дека не може да прават тоа што го правиле низ години, бидејќи ќе бидат казнети и дека ќе бидат процесирани пред надлежните институции. Значи, тоа е показателот, самата бројка колку и што се пријави, јас знам дека има доволно кои се процесираат, има уште огромен број кои чека да се процесираат, бидејќи се уште се во истражна постапка. Знам дека прв пат има, значи оваа година изречено и казни затвор, кои што нели со измените за кои што претходно кажав, на некој начин упатуваат директна порака до сите оние кои што мислат да продолжат да се занимаваат со дрвократство, дека сепак оваа држава ќе одговори најсериозно она како што во закон е пропишано. Споменавте затворски казни, со какви други казни се соочува? Знам дека има и парични казни. Да, тие спаѓаат во редот на прекршочните казни, кои не се малку, значи кои што одат од 2500 евра па до 5000 евра за сторителот, нормално со одземање на се она што е дел од извршување на прекршок. Кое што и тоа така, и како и тоа влие, но ако погледнеме на нас дека паричните казни секојаш не го дават ефектот, особено кога се нели изрекува само парична казна, затоа што имаше доста сторители кои ги повторуваа тие дела. Затоа е неминовно нели да се оди со построги затвор или се направи измена во Кривичниот закон, затоа што ако не се припрати со казна затвор, некако луѓето се навикнува дека па и да платам казна не е толку страшно. Мито затоа кога мора да има построга казна, за да сепак се укаже дека работата е сериозна и дека ќе се одговори сериозно. Колку изнесува продажбата на метар кубен на црно? Значи, ова година дури не може да се најде. Значи, по она што интересот е фокусиран врз македонски шуми, кажав и повторно дека нашата цена е во цела оваа година најевтина на пазарот. И по она што гледам дека има огромен интерес и во октомври и ноември, значи за купување на дрва, што е нормално ван сезона, укажува на тоа дека многу малку се појавува нели огромно дрво на пазарот која потекнува дрво од кражба. Од една страна, од друга страна дека и таа цена која тие нудат не е сигурно поевтино од нашата. Но ланска година не беше така, значи ланска година беше знатно поевтино од нашата цена. Причина за тоа беше, кажав, имаше огромна бројка која потекнуваше од кражби 310.000, но исто така имаше огромна бројка која потекнуваше од приватни шуми, која бројка беше негде околу 330.000 метри кубни, а кој де факто не беа од приватни шуми, каде што и дел кој што го потврди акцијата Гора, беа на некој начин легализирани кражби. Нормално во една таква понуда цената ќе слезе каква што беше ланска околу 1600-1800 денари. Колку приватни складишта има низ Македонија? Значи, тој податок сега ја не можам да го кажам, бидејќи ние не ги издаваме регистрациите. Знам дека во ланска година, кога не се измени законот, имаше многу складови,
Значи само во еден период од 3 месеци беа регистрирани 265 склада и тоа укажуваше на факт дека нешто се случува на теренот. Значи тоа кога се провери, кога дојавме до податоци дека тоа еден начин е нешто што продуцира штетни дејствија, тоа ќе се изменя закони во повеќе сегменти. Значи сега за да се регистрира склад треба да поминат многу процедури како и за секој друг трговски објект. Значи техничка опременост, фискална сметка и така натаму, да не зборувам, така да и правила во законот, значи што треба све да исполнувате за да регистрирате склад, тоа да имате најмалку еден вработен, да е тој простор најмалку 1000 метра квадратни и така натаму. Бројот се намали, но тој број се сведе на оној број кој што е нормален и оној кој што треба да го исполнува оној кој што сака да го нели прави, односно се занимава со таа дејност. Самата бројка е и доволна за онолку колку што тие приватни складови и продава. Радио Слободна Македонија. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки е Жарко Караджовски, директор на јавното предпријатие Македонски шуми. Господине Караджовски, кога граѓаните треба да поднесат барање за да купат дрва од вашите складишта? Значи вака, граѓаните се слободни тоа прават во текот на цела година. Меѓутоа, ние за да го можеме да го испланираме производството и за да можеме да направиме динамика на испорака, веќе сепак станува збор за шума и шумарство, на почетокот на годината објавиме јавен повик до сите оние кои што се заинтересирани, а тоа се најмногу однесува на овие здруженија кои што претходно ги набрев, значи пензионери, инвалиди и така натаму синдикати, кои што склучуваме договори, каде што утврдуваме количини, цена и така натаму и динамика на испорака, а од друга страна му олеснуваме за да можат исто така таа уплата да ја вршат и на рати. На некој начин за да сепак се дојде до граѓанинот да не го почувствува тој терет. Така да ние уште на самиот почеток, значи уште од 1 јануари ги објавуваме тие јавни повици и уште до крајот на јануари, најдоцна негде почеток на февруари, ние ги имаме скоро сите договори склучени во најголема мера, но тоа не значи дека до крајот на годината секој некој што е заинтересиран, дали тоа ќе биде правен субјект, дали ќе биде здружение или само физичко лице, слободни сме, отворени сме во текот на годината и такви договори правиме и во текот на годината, нормално со таа динамика која ќе утврдиме во зависност од кога е склучен договор. Така да она што е битно, значи некоја бројка од околу 400.000 метри кубни испорачена до граѓаните, ние ја остваруваме. Таа од наша страна е доволна, ако ги додадеме на тоа колку има од приватни шуми, колку има нели увезено, колку од национални паркови, доаѓаме до една бројка од 800.000 метри кубни, која што ја покрива оваа бројка нели на 135.000 семејства. Што се претпоставува да популацијата на Македонија? Молам? Колку од популацијата на Македонија се грее на дрва? Па висок процент, значи негде скоро 80%. Скоро 80%. Тоа, значи, освен Скопје кој има парно грење, скоро ни еден друг град во Македонија нема, зборам за централно парно грење. Кажав дека се помалку интересна е грењето на струја затоа што трошокот е висок, за нафта воопшто не дојде ни предвид. Некој друг енергенско би бил алтернативен го нема и се повеќе се фокусираме кон огромно дрво и тој број расте. Така, дрвото, ве прашувам затоа што дрвото најмногу загадува, но сепак е најевтин енергенс. Како да се промени ова во однос на заштита на животната средина? Значи, токму тоа е нож со две оштрици. Од една страна треба да снабдиме населението, од друга страна и тоа е точно дека еден од најголемите загадувачи на животната средина и средината во кај живееме токму огромното дрво, начинот на кој го користиме, начинот на кој го согоруваме. Значи се уште со оние стари печки и така натаму, сето тоа влијае. Значи имаме заедно со владата на Република Македонија сме донесли одредени заклучоци во кој правец треба да се движиме. Излезот од сето ова е да почнеме да воведуваме грејење со пелети, кога зборувам за шумарството, кое што знатно помалку ја загадува средината, така се грее Европа, така се греат развиените земји, кога користат енергенс дрво. А тоа што значи? Тоа значи дека се најчесто користи отпадот од шумата, значи од една страна не се уништува шумата, а од друга страна таа пелета кога се огорува слободува многу малку чат и пепел, што е корисна за животна средина, а ствара доволно калории на
енергија која е доволно да биде просторијата затоплена. Значи тоа мораме да го правиме. Ние имавме одредени заклучоци од влада. Една од тие проекти беше да Македонски шуми со помош на владата направи една фабрика, еден погон каде што ќе се произведува пелети со цел да дојдеме до една количина на пелети која што ќе ја нудиме како јавно предпријатие за да бидеме баланс на евентуалната цена, затоа што се повеќе има интерес на фабрики кои се отвараат, почнаа скромно, но се поголем интерес има кои што во Република Македонија се отвараат за производство на пелети и тоа со некои години во иднина таа работа ќе се прошире. Часто на втората фаза како да дојдеме до граѓанинот дека тоа треба да го користи како енергенс, некоја кампања со која што ќе ја разбудиме нивната свест, а од друга страна исто така владата планира да по пат како што она го прави со сончевата енергија со колекторите, да по пат на субвенционирање дојдеме до свести и до граѓани до неговиот стандард за да тој полека ги смени печките со кои го гори огромното дрво да тоа премине на пелети. Значи днината е една фаза која зборам за шумарството е грејење со попатна пелети и втора, многу битна, е онама каде што владата е фокусирана, тоа е што поскоро се донеси гасот како енергенс, кој што во секој случај е најевтин од една страна, а и најмалку загадува од втора страна. 7 години сте директор на Македонски шуми. Во што се имате инвестирано? Еве, споменавте се успеа да се намали дивата сеќа за 60-70%, што не е малку. Да. Во кои други сегменти имате вложени? Значи, вака кога дојдов во Македонски шуми, затегнав една ситуација која беше сериозна. Значи, 30 милиони евра долг неплатен ДДВ, околу 300.000 евра неплатени придонеси за пензиско и здравство, лоша ситуација во смисла на основни средства, механизација, превозни средства и така натаму, се што е битно за да можеме да дојдеме до резултатите кои што сега зборуваме. Она што е најважно, значи тој целиот долг е исплатен нормално со помош на владата на Република Македонија, во делот на ДДВ, во делот на пензиското осигурување, расчистени се сите овие години, земаме редовно плати, се трудиме да тоа го одржуваме и понатаму. Во исто време и финансираме, односно инвестираме во Македонски шуми и тоа можам да го кажам слободно со сопствени средства. Значи во овој период имаме набавено околу 9 булдожери, не околу него 9 булдожери, нешто што е многу битно за шумарството, бидејќи без нив не можете да пробиете шумските патишта, односно можете да појдете до шума. Потоа набавени се теренски возила, околу 54 нови теренски возила, разна компјутеризација, софтверизација, имавме одредени софтвери кои што ги примеривме заедно со јапонската влада која ни излезе во пресед, каде што направивме софтвер преку кој што гледаме директно и ние и другите институции во делот на заштитата од пожари, значи детектираме брзо откривање на пожари, која што нешто го даде резултатот. Акцијата Ден на дрво буквално е трошок наш, кој што секоја година го реализираме и то доста успешно, можам да го кажам. Значи, тоа е наше производство, тоа се наши садници, во најголем дел целата логистика во делот на садењето, одгледувањето, одржувањето е на Македонски шуми и како да кажам, и понатаму одиме во тој правец. Морам да споменам уште една работа. Главната новина во која се фокусиравме, а тоа во 2015 доаѓа до израз, е што почнавме да го зголемуваме и собственото учество на наши вработени во делот на производство. Со тоа што ги намаливме тендерите, бидејќи до 2014 висок беше процентот на надворешни извршители преку 90%, оваа година го намаливме на 67%, а од наредната година планираме тоа се сведи пола-пола. А од друга страна, значи, ги намаливме трошоците, зголемивме собствено учество на јавното предпријатие, а од друга страна добивме и поголемо производство и поголема продажба, што значи стануваме самостојни, независни од други, за да можеме не само да излеземе на граѓаните во пресред во секое време, туку да можеме да одржуваме и редовна ликвидност, која што и за нашите вработени и tekako битна. Така, господине Караджовски, моето последно прашање до вас е дали граѓаните можат да бидат спокојни дека огревно дрво за предстојната сезона ќе има доволно? Значи, постоеше еден период на една паника дека ќе останат неснабдени, имаше доста реакции. Ја и тогаш и сегаш го зборувам истото дека шумарството или грејењето со огревно дрво не е врзано со рок дека мора тоа да биде на 15 октомври почнува грејна сезона и ние нели притискаме
прекидачи, струјата тече, можеме да се грееме. Значи, сепак станува за дистрибуција на огромно дрво кој треба да се донесе од шума. Сите овие години сме ги снабдиле граѓаните, тоа ќе биде и оваа година, без разлика што бројката расте. На крај крајва и еве Господ ни помага, времето е добро, за некои обврски што ги имавме, што наша вина, што многу други објективни фактори, за да излеземе пресвет на граѓаните. Јас сум задоволен што таа бројка е сега минимална која треба да испорачаме и имаме доволно период до крајот на годината, затоа што во македонски шуми граѓаните купуваат цела година, значи нема некој период кога престануваат, се купува ноември, декември, јануари. Ние сега се фокусираме да во нашите складови обезбедиме одредени залихи кои ќе бидат достапни во текот на цела година. Радио Слободна Македонија. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ги слушате и најважните настани на економски план оваа недела. Буџетот за 2016 година на последен преглед пред пратениците. Министерот Ставровски образложи дека се работи за буџет кој обезбедува 3 пати повеќе за капитални проекти во сите сектори, но и пари за зголемени пензии и социјални надоместоци.
За опозицијата ова е буџет кој се темели на нереални очекувања за раст на бруто домашниот производ. Буџетот за наредната година треба да биде усвоен утре во петок. Определбата за зголемување на нивото на јавни инвестиции е изразена во буџетот преку највисокото ниво на капитални инвестиции од 25 милиарди 578 милиони денари или за 3 милиарди и 344 милиони денари или 15% повеќе отколку планираните инвестиции во 2015 година. Кажете ми една земја во светот која што се развила со градење на споменици, фонтани, врби, панорамски тркала. Кажете една земја која што е сиромашна како Република Македонија, која што троши 650 милиони евра за проектот Скопје 2014. Што се резултатите на македонската економија? Јас кажав какви се резултатите на извозот, што сме оствариле. Извозот е двојно зголемен денеска во однос на 2006 година, а зголемен е директно како резултат на политики на оваа влада за привлекување на странски инвестиции. Невработеноста што ја наследивме од вас со 37% невработени, денеска е 26%. За 5 години ќе биде готов железничкиот коридор 8 кој ќе ја поврзе Македонија со Албанија и Бугарија. Паралелно течат инвестициите и на пругите по должината на коридорот 10. Освен во инфраструктура, се вложува и во транспортот преку набавка на нови возови и товарни вагони, а се реконструираат и десетина железнички станици. Во железницата во моментов во тек се инвестиции во висина од 600 милиони евра, најголеми во последните 3 децении. До крај на 2016 веќе го завршуваме еден од, да кажем, од најобемните градежни проекти. Има разговори, има некои, да кажеме, некои грантови кои веќе се е дадено зелена светло дека можат да се употреба за тој дел. Наградени 3 најиновативни проекти за развој на планските региони. Рамномерниот регионален развој е значаен, затоа поддршката од владата ќе продолжи во иднина. Само државата за наредната година двојно го зголеми износот на пари наменети за регионалниот економски развој. Издвоени се 5 милиони евра. Оваа година за 107 проекти усвоени од Советот за рамномерен регионален развој, распределени се вкупно средства од околу 2,2 милиони евра, а заедно со проектите кои се реализирани во претходниот период, вкупниот буџет за оваа програма надминува износ од 10 милиони евра. Поддршката на владата кон рамномерниот регионален развој продолжува и за наредната година и за оваа програма планирани се двојно повеќе буџетски средства во однос на 2015 година, односно планирани се рекордни 5 милиони евра за реализација на програмата во 2016 година. Подобра инфраструктура, поевтини енергенски, поповолни кредити. Ова се клучните фактори кои можат да придонесат за раст на металската индустрија. Првата експертска анализа на овој сектор покажува дека се намалува неговото учество во бруто домашниот производ во последните неколку години. Знаеме дека во изминатиот период постои еден тренд на деиндустриализација не само во македонската економија, во пошироки рамки, што значи дека релативното учество на индустријата опаги, можеби една од причините за сензитивноста на кризата во некоја економија е токму тоа. Владата на граѓаните ќе им понуди бесплатни проекти за градба на куќи. Како што најави премиерот Никола Груевски, се работи за комплетни проекти за 6 видови на куќи со различна квадратура, со што оние кои сакаат да градат ќе направат заштеда од 1000 па до 2000 евра. Тие речиси ги завршија 6 типски проекти за куќи од 60 квадрати, од 80 квадрати, од 100 квадрати, од 120 квадрати, од 150 и од 180. Тоа се значи готови завршени проекти за градба на куќа. Ќе им заштедиме на секој граѓанин кој што не сака да плаќа проект за градба на куќа, а сака да земе таков проект кој што е типски направен, ќе им заштедиме помеѓу 1000 и 2000 евра. На 4 милиарди евра се потребни за решавање на проблемите со климатските промени. Македонија меѓу првите земји од регионот, која веќе има подготвена национална програма за решавање на проблемот. Со документот се предвидува до 2030 година емисиите на јаглероден диоксид да се намалат за 36%. Се одржа седница на Националниот совет за одржлив развој, во чиј фокус беше предстојниот климатски самит кој ќе се одржи во Париз. Се намалат емисиите на јаглероден диоксид од согорувањето на фосилни горива за 30%, односно во позитивното, поагресивно сценарио за 36% до 2030 година. Потребни се дополнителни инвестиции кои што се проценити на износ од над 4 милиарди евра, додека за реализација на поамбициозното сценарио ќе бидат потребни 4,5 милиарди евра.
Потребно е да се воведат конкретни активности за надминување на последиците од климатските промени, изјави председателот Иванов. Потенцира дека Франција и покрај терористичкиот напад не го откажа овај важен собир, кој е од исклучително значење не само за земјите кои најмногу имаат проблем со загадувањето од СО2, туку и за сите држави. Како држава се приклучуваме кон ставовите на Европската унија. Се залагаме за усвојување на меѓународен, научно издржан и правно врзувачки климатски договор, што ќе биде амбициозен и ќе биде применлив во сите земји. Воедно сметаме дека овој договор треба да биде холистички, односно сеопфатен. Нов модерен пат ќе ги поврзе Штип и Радовиш. Изградбата почнува на почетокот на следната година, а парите се обезбедени преку Европската банка за обнова и развој. Кредитот во висина од 64 милиони евра и со рок на отплата од 15 години, со 4 години грејс период и камата од само 0,99%. Ова експресен пат е дел од инвестицијскиот циклус во патната инфраструктура, кој едната година ќе изнесува 200 милиони евра. Се надоврзува на изградбата на автопатот од Скопје до Штип и изградбата на уште неколку патни правци кои што или се започнат или се планираат да се започнат. Меѓу другите, во првиот квартал од 2016 година ќе започне изградбата на патот од Штип до Кочани, а со почетокот на градежната сезона од 2016 година ќе почне изградбата на патот од Кочани до Делчево. Некаде околу нова година очекуваме да започне изградбата на уште една патна делница во централниот дел на Македонија, тоа е патот кон Прилеп, односно делот што е од Раец до Дреново. Делницата е долга 39 километри, ќе има 2 ленти со 2 ленти за застанување. Пресниот пат ќе има 10 мостови и виадукти, 3 надпатници, 34 пропусти и 4 клучки на целата длжина. Овде завршува уште една емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Со мене уредник и водител Наташа Мерсовска, денеска 12 ноември е и Далибор Зафировски техничка реализација. Музиката е од изборот на музичкиот уредник Иван Бечковиќ. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.